Ке во продолжение ја имаме и нашата прва гостинка во студиото со Оливера. Добро утро за Мијата. Како сте ова утро? Добро утро, благодарам. Па, иако нели беше драматично и врнежливо, сепак се спиеше така да наспано. Да, после 2-3 недели, прв пат вака и предходната вечерно и ова. Така си. Но верувам дека ти немаш проблеми во поглед на временските услови, за се си информирана однапред во функција на твојата првична професија, односно на примарна контролор на летање. Така е, меѓутоа времето и како ме афектира професионално и често го проверувам и нели знам што ме очекува на работа, така да не е едноставно. Мала дигресија од темата и сето на кое што ќе го говориме утрово, да ве почестиме. Чајче, кафенце? Може кафе, фала. Што ќе одберете? Продолжено еспресо, голема шолја, што би рекли скопско. Да, секогаш уникатна во одговорите, како што си во твојата професија. Зборувам сега за оваа музичкава. Како велиш Мијата ти, не сум јас толку неактивна колку што народот не знае. Јас нели зад кулисите и работам. Творам, создавам и ме има. Музички, бидејќи последните години веќе имам и бенд со кој што настапувам во живо, и како имам и ангажмани и работа, меѓутоа не се начин на кој што нели се експонираат луѓето не е мојот стил. И сепак тоа мора да биде во некоја рамка на мојата естетика, на мојата енергија. Не само енергија, него и она правиш песна кога имаш што да кажеш. Не по секоја цена, не по притисок на менаџерски куки или било што, така да иако е нели поретко, сакам секој парче што ќе го изнесам пред публиката да биде издржано и да има зошто токму сега и зошто токму таа музика. Пред повеќе од 20 години настапуваше на М2 Потрага под звезди. Ти беше всушност... Не, јас бев на Идол, не бев на М2. Да, ама беше такво надпреварување. Да, беше талент шоу 2004-2005, да. 22. 22 години. Така си е, да. Да. Сметаш дека таквите начини на избор на таленти се оправдани? Да. Да. Зошто? Затоа што се раѓаш со талент, меѓутоа има потреба и од еден X фактор на кој што или реагира публика или не реагира. А талент шоуто е прекрасна можност за секој млад и постар, не е ли битно годините, за секој изведувач да види каква е реакцијата на публиката на нивниот перформанс. Затоа што нели па дури ние девојките знаеме да се облечеме, се отираме, тоа е едно наше доживување кога се гледаме во огледало, меѓутоа реакцијата кога ќе излеземе надвор е нешто сосем друго и токму затоа и талент шоуата за мене се крајно оправдани и секогаш гледам да ги поддржам луѓето затоа што трновите патот кога треба сам да го одиш, сам да се промовираш, речи си импактот е неспоредливо послаб кога го тераш сам цел тој процес, а талент шоуто е веднаш масивна реакција, или е джа, или е бу. Некои од музичарите велат тоа е стрес за некое дете кое што за прв пат застанало пред микрофон, сака да пее, а сепак нели сака да си ја проба среќата. Меѓутоа вистина е стрес, меѓутоа и самиот процес за станување на сцена пред публика кој што нели ако се бавиш со таа професија, мора да го имаш. Кога тогаш ќе го стасаш? Дали е фестивалски настап, дали е било каков настап на нели пред било каква публика, треба да се застане, да се соочиш со тие кои што треба да те анализираат или да уживаат во твојот перформанс. Како е важно во музиката постојано да си активен, континуирано да создаваш, да твориш и ете, за сите некои очекуваат можеби нешто ново од вас. Па мислам дека е. Да си присутен. Да, мислам дека е битно, затоа што луѓето се со кратка меморија. За жал, сите ние, значи го знаеме тоа, па сега и кога што имаме наплив на постојани информации, скроламе, колку пати ни се случило тргнеш телефонот да го отвориш за едно нешто, забореш зашто, затоа што те напаѓаат нели постојано информации, така да, битно е. И можеби тоа е моја најслаба карика која што нели не сум континуирано секојдневно постојано присутна. А мене пак лично
кога изнесувам нова песна пред публиката и кога имам кампања или медиумски треба, дури ми се чини да не претерувам. Така. Јас па можеби грешам, не знам. Ќе видиме на крајот, нели, кој ќе се прави си жена мојата музичка кариера пред крај, ќе се види дали бил оправдан или неоправдан тој начин, меѓутоа едноставно секогаш сум за квалитет пред квантитет. Меѓутоа мислам дека си во право. Дека тоа и треба го покажуваш. да, треба публиката да ја анимираш, да си постојано Да ја држиш постојано. да ја држиш постојано во интерес. Кога сме кај публиката и кај македонската музичка сцена, јас стојам на фактот дека порано многу повеќе се промовираше македонската музика и се создаваше. Апсолутно, апсолутно. Дури мислам дека мојот најголем хит што беше Верувам во себе, кој што ме издефинира како музичар, како човек кој што е на македонската сцена тука да остане, импактот што таа песна го добија благодарение на медиумите, медиумската поддршка. Значи тогаш имаше топ листи секоја сабајле, имаше музички телевизии, секоја телевизија имаше музичка програма за македонска забавна музика, неспоредливо со тоа што сега се случува, нажал. Сакаш да кажеш дека медиумите се виновни или музичарите? Медиумите. Медиумите? Да, музичарите може да творат, затоа и сега се трудиме, нели, на разноразни платформи, плаќаме дигитални платформи, дистрибуција и начин да дојдеме до младите, нели, на многу поинаков начин. Меѓутоа сега има, нели, обиди повторно се вратат македонските радија да ги оживеат, меѓутоа од телевизиите изгубивме поддршката. Радијата се слушаше еве на некои македонски радија дека ја промовираат македонската музика? Апсолутно. Да. Па сега има и Радио Урбан кој што се Промовира бави само само македонска музика, музика. значи што е вистинско освежување. Неспоредливо Бубамара, Скај, македонско радио, значи неспоредливо. За разлика од тоа, фала многу. За разлика од тоа, македонските телевизии па не знам, освен МТВ што има емисија, друга не ми текнува. Порано во Алфа имаше музика на кирилица, имаше топ листи, имаше еден бакнеш кај што се пее старите евергрини. Да, Сирена Спировска. Да, значи ништо тоа не се случува, а верувајте не е дека само турски серии сите сакаат да гледаат. Ке се сложите ли со мене дека можеби она во поодминато време создавано се уште актуелно и се слуша, некако денес како инстант да се создава нешто за краток временски период и го заборава? Често ме прашуваат тоа прашање, а мојот одговор, моето мислење е дека тоа што останува, времето е филтер. Тоа што останува од минатото, најдоброто останува. Иначе во моментот кога и тоа се промовирало, имало исто многу инстант музики кои што не останале. Така да што е добро сега, ќе видиме за неколку години, нели, од кој ќе се изфилтрира времето, што ќе му остане драго на народот. Така да одговорот на тоа прашање е дека во секое време има и квалитетна и неквалитетна и инстант и трајна музика. Публиката знае да препознае. Апсолутно, апсолутно. Значи публиката често пати го дискутираме тоа со мои пријатели и кругови, затоа што мојата девиза е дека публиката памети како ќе направиш тие да се чувствуваат. Значи нешто си носел, не како си изгледал, не колку си издебелен или ослабен, пошто тоа е стално актуелно за мене, туку како јас, како мијата на сцена сум направила да се почувствуваат они после мојот настап. Така и се врзуваме со одреден пејач кој ни станува идол, песната, односно емоциите што ни ги предизвикала таа песна. Апсолутно, апсолутно. И јас музиката, значи, не ја доживувам само како изведувач или како автор, туку и како слушател. Така. И токму јас знам што сакам да чујам и така се надевам дека и мојата публика реагира на мојата музика. Тука си за промоција на видеозаписот. Така е, нова песна, да, Ти биди свој. Ти биди свој е песна која што не е од вториот албум, Вида, за кој што имаше и промотивен концерт пред 2-3 години. Тука е ново парче музика, значи од почеток на трето поглавие, нели, нешто што ќе биде во албум 3, понатака. Што е поентата на оваа песна е постојано позитивно да ги стимулирам луѓето,
некако е како продолжение на верувам во себе, пораката на самата песна, а музички за мене има големо значење затоа што е органски отсвирена во студио, токму со бендот со кој што настапуваме во живо. Значи, сите инструменти, пошто бидејќи вака во студио често пати нели кога се прави песна, нешто ќе се отсвири, нешто во живо, нешто ќе се испрограмира, нешто не знам, бубњеви ќе се отсвират на клавиатури, така има еден процес на креатива, меѓутоа овој пат аранжманот цел за песната го направивме лајв заедно со сите мои колеги, музичари, браќа, сестри на сцена, со кои што настапувам, плюс имам и бенџо отсвирено во живо, од Калифорнија нарачавме да ни отсвират и да ни го испратат, така да едно парче музика кое што, верували или не, го снимив дури минатото лето, во август месец, меѓутоа не можеше да се реализира спотот на начин на кој што ја сакав. Првично тргнавме да снимаме еден материјал во Пробиштип и прекрасно, значи Пробиштип, 2 локации снимавме спот, Пробиштип и Кучково, тоа се локации на кои што јас сум се чувствувала своја. Не случајно се избрани токму тие локации. Пробиштип е едно место за мене магично, благодарение на едно наше познанство со семејство Аксентиеви, кој што ни го отворија тој дел од Македонија. И секој пат кога одиме таму, тоа е посебно доживување, а Кучково е како светилиште, пошто јас потекнувам од општина Ѓорче Петров, и светилиште кое што не спаси во ковидот, значи одевме сите на Кучково да дишаме, и јас сакав да го овековечам тој момент и каде што цела Македонија, цел Балкан се гледа, да му се одолжам, баш со пораката Ти биди свој. И се надевам дека публиката ќе препознае дека повторно, нели, не е било ништо избрзано, не е било ништо истрчано. Екипата со која што сум го работела спотот, сето тоа нели пишува и на YouTube, сум многу благодарна, кој што ме поддржа, и Сашо Доковски и Горан Цветковиќ, значи не беше ништо брзо. Брзо плето? Да. Така и си функционираш си во овие 22 години, кога имаш што да кажеш, кажуваш. Токму така. Кога не, си стоиш на страна. Па има доволно музичари, значи нашата прекрасна Македонија е далеку позната по музичките таленти, нели, како велат, кога си во Македонија, немој ни да играш ни да пееш, бидејќи сме вистински талентирани, има простор за сите, и за моите помлади и постари колеги. Апсолутно, значи, верувам, публиката кога реагира, многу ми е драго, затоа што, како викаат, нели, во сето тој квантитет кој што излегува, повторно има место за мое парче музика и на радиостаници, и на интернет, и се, што значи дека се уште имам луѓе кои што ме следат и кои што им значи кога јас промовирам нова музика. Но и навечер си правиш свирки. Да, имам настапи. Повеќе се корпоративни, затоа што мојата, или нели концертни настапи, затоа што мојата професија не ми дозволува да имам редовен музички ангажман. Има ли летна агенда? Каде ќе можеме да? Летна агенда во контрола на летање, пошто ние во контрола на летање, летото е најстресен период за нас. Сезоната летна, значи за мене, јас сум све е поинаку од стандардите, меѓутоа повторно да кажам, не можам, баш имавме со Ирина емисија една за лотарија, вика кои се најавите за нова година, ја викам па немам никакви најави, после 2 дена ми викаат пееш на плоштад со тиквеш, значи тоа беше, така да и ова не можам да речам, нели летото е пред нас, ако нешто влезе и излезе. Ке ни најавите се. Така е, знам само дека треба да пеам пред нашата диаспора во Шведска во септември, околу Денот за независност, и тоа ми прави еден посебен предизвик и чувство, така да се надевам ќе се дружиме прекрасно со нив. Ти благодарам што дојде да го погледнеме и спотот, и те чекаме со некои нови проекти. Тука сме секогаш за тебе. Благодарам.